Почитувани колеги, почитувана јавност. Колега, дојавите за бомби денес се и по медиумите. Видовме дека дел од најголемите национални медиуми исто така имаат дојави за бомби. Веќе 2 години се случуваат овие дојави со бомби. Сите ние живееме од ден за ден, очекувајќи дали треба да си ги земеме децата од школа или не. Имаме само еден кој што веројатно нешто го боли, бидејќи ништо не прави. Планирав малце поинаку да започнам денешната дискусија, но колегата Трајанов ме инспирираше да кажам неколку работи, бидејќи врз основа на податоците и бројките кои што ги изнесе, фактите за кои што говореше, постави едно прашање како е ова можно, вели колегата Трајанов. Па колега Трајанов, очекувате нешто друго да е можно со овие неспособни на власт. Во една прилика пред можеби година и половина, во еден од моите обраќања овде во Собранието на Република Македонија, ја нареков ова денешна ВД влада, што всушност е наследник на тоа што го кажав тогаш топшоп влада. Зошто топшоп влада? Бидејќи секогаш кога очекувате дека полошо не може да се случи, тие изненадуваат, или она познатото топшоп, неверојатно добивате уште полошо. Ќе отргнам сега тоа на страна. Тема на денешната седница е предлог на закон за гаранција на Република Македонија во врска со договорот за заем за финансирање на програма за обновлив развој кој што треба да користат АДСМ. Станува збор за 8 хидроенергетски централи во собственост на акционерското друштво. Како што можевме да видиме од материјалите, овие 8 хидроелектрани произведуваат 1280 гигават часа електрична енергија и дека со ова задолжување, она што е планирано да се потрошат средствата, дека ќе се зголеми капацитетот за речиси 48 гигават часа, што овака кога гледате, нели делува како една одлична работа, но зашто реков, нели се планира, бидејќи со ова рекетарско криминална влада планираното секогаш излегува излажано. Искрено се надевам дека нема до крај да биде така. Зошто го велам ова? Сеќавате во еден период пред 7-8 години, кога најголем дел од колегиве кои што седат тука, излегува и жолчно настапуваа во јавноста заедно со нивниот тогашен, па и сегашен лидер Заев, велејќи дека ќе поставуваат бројчаник на триумфалната капија за да се мери јавниот долг, за како ќе ги враќале парите и така натаму и така наваму, за да ги видиме бројките после неколку години, а тие се фрапантни, бидејќи во периодот од тие 10 години на условно кажано режимското владење, држава била задолжена за помалце од 3 милиарди евра, или поточно 2,9 милиарди евра, додека за овие 5 години на ова слободно демократско владење засновано на ЕУ вредности, задолжувањето се искачува на речиси 4 милиарди евра. И овие наши колеги за кои што вчера зборев со каков оксиморонизам се соочуваат, денеска ќутат и не кажуваат ништо и секако заборавија на бројчаникот кој што толку го зборува и сакаа да го стават на триумфалната капија. Да не зборуваме за тоа дека веќе се ближиме, а можеби и ја поминуваме границата од рекордни над 60% задолжување на државата. И нели тоа е нормално, бидејќи во оние режимски години кога имавме најниско рекордно задолжување во 2008 од 20% или во оној период кога се сакаше да се стави бројчаникот на 2014-16 задолжувањето од негде од прилика 45-6 до 48% беше фрапантно. Но почитувано што можеме да очекуваме од една оваква криминална власт која што единствено е насочена кон крадење на сопствениот народ и руинирање на се што е од национален интерес за државата и народот. Зошто го велам ова? Ова го велам за тоа што сите истражувања, сите анализи и анкети одат во насока на она што го говорам. Верували или не, исто како на Риплиево верували или не, на прашањето
доколку се спореди економската ситуација со она од претходната година, 59, речиси 60% од граѓаните се изјаснуваат дека им е полошо. Веројатно подобро е само за оние луѓе кои што се дел од власта. На прашањето дали едно домаќинство може да преживее со месечните примања, 67% колеги се изјаснуваат дека е невозможно да се преживее во однос на примањата со порастот на трошоците кои што ги имаме. Она што е можеби најразочарувачки во моментов, гледајќи економската ситуација, е тоа што огромни 61% од граѓаните сметаат дека следната година ќе биде уште полоша, а 30% сметаат дека ќе биде еднакво лоша. Или ако ги собереме овие бројки, над 90% од граѓаните не очекуваат апсолутно никакво подобрување на економската ситуација, туку очекуваат да биде само полошо и полошо. Или ако видиме во однос на квалитетот на живот, апропо економските параметри, само 6% од граѓаните се задоволни во однос на тоа каде се наоѓаат. Или 6% од граѓаните во Република Македонија кои што се на власт, односно задоволни сте само вие, колеги од власта и владачкото мнозинство. Останатите 94% значи се незадоволни од квалитетот на живот што го имаат апропо економската ситуација. Затоа и 86% од граѓаните сметаат дека државата се движи во лоша насока. Сега, доколку ги видиме овие бројки и ги ставиме низ призмата на повторно јавно задолжување, и ако истовремено го погледнеме извештајот на Државниот завод за ревизија од минатата година, кои што имаат извршено ревизија на успешноста на темата задолжување на субјектите од јавниот сектор и степенот на искористеност на кредитите и земите и платени и створени трошоци, а ова истражување во прават за да се даде одговор на прашањето дали јавните инвестиции се финансираат со средство заеми се реализираат на ефикасен и економичен начин, еве што наведуваат како наводи. Велат, во управувањето со јавните инвестиции отсуствува системска правна рамка, постапки и процедури, надлежни институции и дефинирани индикатори на систем за мониторинг и надзор на спроведувањето на јавните инвестиции, што придонесува за ненавремено преземање на корективни мерки. Значи, ова е направено негде летото минатата година. Од тогаш до сега се поминати повеќе од пола година. Дали некој се сеќава од вас дека оваа неспособна ВД влада предложи било какви законски измени, подзаконски акти, промена на процедури за да ги исправи нодите кои што ги детектирале од Државниот завод за ревизија? За да не се мачите да барате, ќе ви одговорам веднаш, ништо. Значи одговорот е ништо немаат преземено. Сега се поставува прашањето зошто неспособнава влада со неспособно мнозинство не превземало ништо. Логично е да се понудат неколку одговори на ова прашање зошто не е превземено ништо доколку имаме вакви сериозни наводи. Па така потедене затоа што не им е гајле. Едноставно не им е гајле. Кучињата лаат, карванот врви, пари се крадат, народот оси ромашува. Како број 2 е затоа што немаат појма што да прават. И веројатно ова е едно од најточните, навистина не знаат. Констатиравме дека се најнеспособни, со секој говор овде, со секој настап докажуваат дека се најнеспособни, така да одговорот под број 2 затоа што не знаат, односно немаат појма што да прават, е еден од овака, како да кажам, најможните варијанти. Или можда третата варијанта е затоа што ако направат било што, ќе си ги врзат рацете и нема да можат да продолжат да крадат. Да продолжат да го крадат сопствениот народ, да го си ромашуваат и уништуваат државата. Но, драги колеги, јас сепак мислам дека одговорот е сублимат од сите три претходно наведени. Благодарам.